Добро вечер. На денот кога го славиме делото на Свети Климент, еден од првите средновековни словенски писатели, просветители и научници, создавач на Охридската книжевна школа, позната како прв словенски универзитет, во 360 степени го поканивме да гостува Сашко Кедев, кардиолог, и тоа интервентен кардиолог, професор на Медицинскиот факултет при УКИМ, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, поранешен пратеник во Собранието, кандидат за шеф на државата на изборите во 2004 година, алпинист, искачувач на 14-те највисоки планински врвови во светот на до 8000 метри, а однеодамна и носител на државното одликување орденот 8 септември. Во разговорот што следува ќе се обидеме да опфатиме помалку од сите теми што претходно ги набројав, а се дел од животната врвица на Сашко Кедев. Господине Кедев, добро дојдовте во 360 степени. Благодарам. Искрено не знам како е најсоодветно да ви се обраќам, со која титула. Како вие себе си би се представиле, еве најкратко можно. Кој е Сашко Кедев? Што е? Да. Јас се доживувам како обичен граѓанин на Република Македонија и не живеам со ниеден од овие титули кои што ги спомнавте, бидејќи сето тоа е само еден мал дел од нашата личност. Сите што имаме, нашата индивидуа, се доживувам како обичен граѓанин и се трудам да ги избегнам овие идентификации со овие титули. Размислував, искрен да бидам, можеби со кој различен од овие термини може човек да ве опише, кога ве гледа како физички изгледате на вашите 63 години и кога ве слуша како зборувате за вашата филозофија на живење. И мајки ги пред се, јас би рекол, самодисциплината, што мислам дека ја имате, состојбата на умот, физичката и духовната рамнотежа кон кои што велите дека целите. Моја прва асоциација е аскета. Дали би прифатиле да ве наречат аскета? Иако првото значење кај нас мислам дека не е такво, но афирмативното значење на зборот аскета баш зборува за една рамнотежа на физичкото и духовното. Не се доживувам како аскета, бидејќи само практикувам еден животен стил, кој што можеби од некои аспекти наликува на аскетски, меѓутоа тоа е само еден животен стил и би рекол право на избор на секој човек. Вашето име стана дел од насловите во медиумите, од ударните термини на вестите, некаде во август оваа година, кога во настап на радио канал 77, меѓу другото рековте дека постојат случаи на непотребно отворање, сечење граден кош, на непотребни медицински неосновани операции на срце и дека за тоа имате докази. Тогаш ги повикавте Министерството за здравство, фондот да реагираат, ги повикавте на акција. Од денешна перспектива, дали мислите дека Министерството за здравство и другите институции во државата соодветно се поставија кон случајот што јавно го отворивте? Тој случај го имам презентирано многу години претходно на повеќе авторитети официјални во Република Македонија и во јавноста на некој начин, меѓутоа никогаш не најде на ваков одговор како што најде тој спонтан разговор на канал 77, во кој што не беше ова топик на тој разговор, меѓутоа покрена една лавина на реакции и тоа е доказ дека во животот ништо не е случајно. Значи се си довеѓа кога ќе дојде зрелиот момент, најверојатно нашата јавност стана зрела да помогне да се расчисти оваа пракса. Во медицината, бидејќи ова е само дел од кардиоваскуларната медицина, јас за другите сегменти не би можел да зборувам, немам ниту податоци, ниту компетентност, меѓутоа би требало според мене здравствените авторитети, Министерството и фондот да поведат поголемо внимание во однос на овие потенцијални проблеми, бидејќи на крајот на краиштата сите дозволи за работа на сите здравствени институции ги дава токму Министерството за здравство, а Фондот за здравство плаќа по тие услуги, така да овие две институции треба да се справат со ова и да работат во интересот на граѓаните. Јас за сега ми изгледа дека Министерството за здравство оди со една добра динамика, значи со таа комисија што ја формираше и сум оптимист дека ќе се расчисти. Да. Првичниот наод на таа интерна 15 члена комисија во која што патем
членуваат и доктори од приватните болници кои според начинот на кој што вие го презентиравте, условно кажано, случајот најверојатно се е меѓу засегнатите. Засега излезе со првичен наод дека од 25 пријавени случаи во 10 имаат констатирано или непотребно упатување на операција или непотребно направена операција на срце. Дали според вас тоа се реалните вистинските разбори на оваа појава или ова е само еден сегмент, сега зборуваме за кардиоваскуларните диагнози? Ова е само врвот на сантата од мраз. Значи, овие бројки се минимални во однос на потенцијалните неправилности и недоследности од овој аспект. И ова само може да послужи како еден иницијален стимул да се расчисти со оваа пракса, бидејќи најверојатно во овој процес се вклучени многу субјекти. Значи не само приватните болници, значи потенцијално и други здравствени институции, јавни здравствени институции, вработени во јавни здравствени институции се вклучени во овој процес. Не е тајна, јавно се зборува дека веројатно има феномен на целно насочено упатување на потенцијални пациенти од конкретни болници, од јавното здравство, од натрешноста, кон конкретни приватни болници за кардиохирушки или васкуларни интервенции. Вие сте свесен за постоење на таков феномен? Ние секојдневно се соочуваме со тоа, бидејќи во последно време пациентите почна да го подигаат нивото на свесноста и да бараат второ, трето, четврто мислење, што е, јас би го препорачал на секој иден пациент да не одлучува за голема мајорна интервенција, освен ако не е акутен проблемот, пред да направи двојна или тројна контрола на таа препорака. Бидејќи е многу важно да се има една реална слика на здравствената состојба и во сегашно време е многу едноставно пациентите да го подигнат и нивото на знаење, ако не се во медицината, преку достапност на сите официјални податоци и преку дигиталната технологија. Работата на таа комисија што беше формирана во Министерството за здравство е во деликатна фаза. Тие направија првичен извештај, излегоа со првичен наод без да соопштат имиња на болници и на доктори. Се уште веројатно тече таа административна постапка за ангажирање на тројца, така е најавено, надворешни странски експерти кои што треба финално да ги видат досијата на овие пациенти и да кажат дали навистина тоа што го заклучила нашата комисија и нашите експерти е така или не е така. Дали, откако ќе заврши таа фаза, според вас треба да бидат јавно соопштени имињата на болниците и на докторите? Да, секако мислам дека треба да има завршница овој процес. Ако нема завршница, ќе отвори големи сомнежи во јавноста. И тоа е тука пред се обврска на Министерството за здравство кој го води овој процес, меѓутоа и обврска и на фондот, кој што плаќа за овие интервенции. И суштината на целиот овој процес е да се стави една линија, да се повлече една линија и да прекине ова пракса. Тоа е суштината на сето ова. Според мене, ние нема да успееме ништо да постигнеме ако продолжи овој тренд. За жал, и после овие најави, ние се уште ни приоѓаат пациенти за двојно, тројно мислење со несоодветни препораки. Не мора да значи за интервенции, за операции, туку за непотребни во наводници превентивни прегледи. Бидејќи се знае и редоследот на кои превентивни прегледи се препорачуваат. Значи не им доаѓа. Не, дефинитивно треба да се повлече една линија и тука мислам дека јавноста треба да одигра голема улога да го задржи вниманието на овој проблем. Потребни се санкции според вас за оние што така постапуваат? Дефинитивно таму кај што ќе се утврди објективно дека е направено спротивно на принципите на медицина базирана на докази и спротивно на базичните етички стандарди во медицината, сигурно е дека треба да има разврска. Според вашите сознанија, тие доктори си работат се уште? Јас колку што знам работат, се јас не можам да кажам точно бидејќи не сум дел од комисијата, меѓутоа индиректно сум инволвиран во овој процес бидејќи најголем дел од мојата консултативна активност, не во однос на интервенции, изведување на интервенции и други рутински постапки, консултативната активност во главно ми се состои во тоа да ги одвраќам пациентите од непотребни
пред се снимања, непотребни минорни, па дури непотребни мајорни интервенции. Ако добро разбирам, вие така и сте дошле до сознанијата за тоа дека се направени непотребни операции. Да, и уште еднаш ќе потенцирам, ова не е сегашен акутен проблем. Ова е долгогодишен проблем. Долгогодишен кој што за жал никогаш не се најде снага да се надмине. Вие им кажувате на пациентите кога ќе утврдите дека е непотребно направена операција или пробувате да ги заштитите? Значи, тоа е многу деликатно кога ќе ви пристапи пациент веќе опериран. Најважно е, ако е во добра состојба, тогаш мојата препорака е дека што било не е важно, дека е важно добар и дека е важно да продолжи со понатамошни превентивни активности, да не оди на дополнителни прегледи кои што можат понатаму да стимулираат и други интервенции. Како да се однесуваат пациентите сега? Вие веќе рековте, ако некој им предлага голема интервенција, да побараат второ, трето мислење. Предпоставката е дека ова што овој случај доби на јавност ќе ги поттикне луѓето и така и да се однесуваат. Сега од една страна тоа е добро, но од друга дали раѓа и недоверба во целиот здравствен систем? Сигурно. Овој процес мора да ја врати довербата на пациентите и е многу важно нашите граѓани да имаат верба, бидејќи ние имаме сепак квалитетен кадар. Ние имаме многу квалитетен здравствен кадар пред се во јавното здравство, меѓутоа има многу добар кадар и во приватното здравство, во приватните болници има одлични доктори исто така. Меѓутоа тоа треба да биде сето во правец да се прават и превентивни активности, и третмани, и интервенции таму кај што треба. Бидејќи многу често ние во медицината работиме во сива зона, кај што може да се направи и не мора да се направи. Може да се направи еден тип на помалку инвазивна интервенција, може да се направи поагресивна интервенција која што може да има подобри долгорочни ефекти. Меѓутоа треба сето тоа да се дискутира со пациентите, со семејствата на пациентите, да се донесе заедничка одлука. Ние го викаме тоа shared decision making, значи заедничко одлучување на сите субјекти. Ако можам да извлечам моја поединечна препорака, прво, како што спомнавте, кај акутни препораки треба да се следи препораката на докторите. Ако е нешто итно, не треба да се пролонгира. Значи, некојаш имаме животно загрозувачки состојби и ако се пролонгира прифаќањето на тие интервенции може да има катастрофални последици. Значи, тоа е прво. Второ, ако се предлага мајорна интервенција, крупна интервенција, во стабилна состојба, бидејќи имаме многу често пациенти одат стабилни, значи со некои минорни симптоми, а излегуваат оперирани. Значи, тоа треба да се превенира. Пред секој да прифати голема интервенција, јас препорачувам да направи двојно или тројно проверување на индикацијата за таа интервенција. И трето, можеби, според мене, најважно нешто, што треба нашите граѓани да го знаат, дека треба да инвестираат во здрав животен стил и во превенција со здрав животен стил. Најчесто, кај нас доаѓаат пациенти кои што сакаат да им се направат сите возможни прегледи, сите возможни превентивни интервенции, за да може да си продолжат со животниот стил кој што го имаат претходно. Значи, тие што пушат треба да се откажат од пушење пред да одат на било кои прегледи. За џабе ние правиме прегледни интервенции, поставуваме стентови, ако продолжат да пушат пациентите. Да. Или имат несоодветен животен стил. Ќе ве прашам малку покасно и подетално за ова, бидејќи мислам дека е важна тема. Но малку уште малку околу оваа тема. Што беше вашиот изворен мотив? Нема да сум прв што ќе каже, веројатно и до вас допираат различни коментари за тоа дека Кедев намерно го прави ова, сака да им наштети на приватните болници, не сака да го прифати успехот што го имаат во ова област, за оние што не гледаат, а не разбираат зошто е ова важно. Кардиохируршки и васкуларни интервенции во 2 приватни болници во Македонија финансира Фондот за здравство, а тоа се практично пари на граѓаните. Значи, со пари на граѓаните се плаќаат операции там. Од една страна е добро што има такви болници, каде што може да се прават или такви интервенции, бидејќи едно време, памтам, во Југославија се одеше надвор од земјава, се испраќа во Сремска каменица се викаше болница? Да, во Сремска каменица. Да, најчесто и во Софија потоа имаше. И во Софија. Значи, тоа е веројатно добриот дел, но од друга страна сега прашањето е дали дел од буџетите намерно не се трошат на непотребни интервенции. И сега да се вратам на изворното моје прашање.
околу вашиот мотив? Сакали кедев да им наштети на приватните болници? Апсолутно тоа не е точно. Мојот основен мотив во животот е чиста мотивација. За се што правам во животот, го следам мојот инстинкт и интуиција. Ништо не правам со калкулации, така да и ова активност дојде спонтано, без никаква претходна најава. Дури мислам дека и новинарот што го водеше интервјуто со мене се изненаден. Да. И на крај и тој влезе во некои вакви конспиративни шеми, а инаку нема никаква основа за сето тоа. Да. Значи во однос на мотивацијата дефинитивно нема ништо. Исклучително важно е добро што имаме добра кардиохирургија во државата, што имаме наша кардиохирургија, тоа беше историски успех да добиеме македонска кардиохирургија. Значи тоа не е спорно. Меѓутоа тој историски успех не треба некој да го злоупотребува на начин на кој што ќе се исцеди Фондот за здравствено осигурување на Македонија на штета на сите други гранки, бидејќи кардиоваскуларната медицина е можеби најважна од аспект на најголема смртност и морбидитет во однос на сите други гранки, меѓутоа имаме и други сегменти во здравството што се важни. Значи ние не можеме да подцениме обична травматологија, ортопедија, неурохирургија, урологија, нефрологија или други гранки, па и реуматологија, ендокринологија. Значи сите гранки си имаат своја важност. И ние не треба да дозволиме еден историски успех од отварањето на македонска кардиохирургија да се претвори во изземање на главниот дел од финансиските средства на фондот за оваа патологија. Сега имаше најава од една од болниците дека ќе ве тужат, ако не кажете конкретно на кого сте мислели, се случи, има некаков развој на таа тема во меѓувреме. Тоа е толку чиста работа и тие знаат дека не се оправа. Значи знаат сите и двете приватни болници, знаат дека имаат и прифаќат непотребни пациенти и интервенции на непотребни пациенти. Значи тоа не е спорно. И тие го знаат сето тоа. Овие случаи се толку еклатантни да не се неодбранливи. Нема шанса да ги одбранат. И сега ние ќе навлеземе во некоја фаза на калкулации. Дали оваа комисија била објективна, дали странската кој ќе ја правел, па ние ќе донесеме странци. Господине Кедев, а можеме ли да ги изгубиме така кардиохирурзите? Бидејќи ако Не, апсолутно тука не постои таков ризик. Во Македонија имаме одличен докторски кадар, имаме одличен средномедицински и технички кадар и само е прашање на волја на здравствените авторитети да го употребат на најсоодветен начин тој потенцијал. Зошто според вас државната кардиохирургија не стана конкурентна на начин на кој што се конкурентни овие две други приватни болници? Моje лично мислење е дека не добива доволно поддршка. И има во пари пред се одлевање на трениран кадар. Значи, во моментот најмногу недостасуваат соодветни кардиоанестезиолози, кои што ги имало претходно. Огромен дел се заменети во други болници, во приватни, во странство. И тука, ако сака нашите здравствени авторитети да го решат, ова многу едноставно. И, например, ние сега се соочуваме со проблем на трансфер на кадри. Имаме анестезиолози кои што сака да дојдат на државна кардиохирургија, меѓутоа се уште од формални, административно-правни проблеми не се реализира тоа. За мене тоа е неприфатливо. Тоа е доказ дека некој не сака да имаме јавно здравство. Суштинското прашање. Од една јавна во друга јавна или како? За анестезиолозите? Да, од една јавна во друга јавна и не им овозможува. Значи, суштинското прашање. Мислите дека намерно здравствените авторитети треба да кажат ќе имаме јавно здравство или ќе имаме приватно здравство. Овој хибриден режим е несоодветен. Меѓутоа секој треба да си ја земе одговорноста. Здравството е многу деликатен ресор. Дали добро разбирам дека алудирате на тоа дека дури и за обичниот, да кажам, трансфер на анестезиолози од една јавна во друга, дека може да стои приватен интерес? Односно притисок, влијание од напор? Можеби, не сум сигурен, можеби, меѓутоа за мене е многу чудно да во моментот имаме, според информациите од колегите од кардиохирургија, неколку анестезиолози кои што млади сакаат да преминат на државна кардиохирургија, меѓутоа тој трансфер се уште се одоговлекува. Дали според вас има етички проблем во тој трансфер од јавното кон приватното здравство, особено на добри доктори, кои што целото едуцирање, целата пракса,
да стигнат до нивото на кое што се го имале со државни пари, вака поедноставено кажано, за во еден момент, затоа што имаат подобри примања на приватно, да одат на приватно непречено, без никаква пречка практично. Од индивидуален аспект на сите тие доктори, јас сметам ако некој веќе дал придонес во својата област, значи е најмалку 10-15 години работел во јавното здравство после овозможената едукација од јавниот сектор, тогаш сметам дека на тие доктори треба да им се овозможи право на избор. Кој што сака да оди во приватно, би може да оди во странство. Мислам дека е во ред секој да си го одбере патот. Меѓутоа, тука треба да се воспостави регулатива. Тие што сака да одат во приватно може, меѓутоа според мене во моментот не е соодветно да имаме доктори што работат во јавно здравство, а повремено одат во приватно здравство, па од јавно здравство препаќаат пациенти во приватно здравство. Тоа сметам дека не е во ред и тука треба да користиме искуства слични на нашиот менталитет. Например, еве би го земали искуството во Словенија. Словенија не е многу блиска и по популација и по менталитет. Значи ние сме, јако сме различни, сепак сме поблиски отколку другите западноевропски А таму земји. како е? Таму е акцентот ставен на јавното здравство. Има приватно здравство, меѓутоа не може и во јавно и во приватно. Здравствениот систем им озможува на докторите во јавното здравство да работат толку колку што може да работат и да заработуваат толку колку што ќе изработат. И според сегашните, последните податоци, тие многу подобро заработуваат во јавното здравство отколку ако преминат во приватно. Господин Кедев, не е тајна дека тоа што веројатно одвраќа значаен дел од луѓето од јавното здравство се пред се инфраструктурните услови, пред се на клиничкиот центар. Таму има веројатно врвна медицина во смисла на доктори и на се друг. Дури и салите може да се релативно добро опремени со добра опрема. Меѓутоа, инфраструктурно сето тоа изгледа многу лошо. Зошто никој до сега не сака да ја донесе одлуката да се прави нов клинички центар. Беше донесена еднаш, па поништена, но еве во меѓувреме сега нема таква одлука. Да речеме, новата влада се решава да оди на регионализација, прво ќе ги прави болниците во Кичево, во Штип, ќе доинвестира во Тетово, а дури потоа евентуално ќе гради нов клинички центар во Скопје. Најпрво би кажал дека се согласувам со тоа дека инфраструктурата е субоптимална во јавното здравство, посебно во клиничкиот центар сум согласен и треба да се најде начин да стане попристојна таа инфраструктура и подобро опремена таму кај што фалат соодветна апаратура. Тоа е прво. Второ, не сметам дека главниот акцент на инвестирање треба да биде во нови згради, нови објекти, бидејќи суштината е во степенот на квалитетот што може да се понуди и степенот на компетентноста. Се уште стојам на тоа дека во јавното здравство тој степен на компетентност е највисок. И ако здравствените власти приоритет на нашата држава е да имаме квалитетно и достојно јавно здравство, значи треба според мене да се инвестира таму кај што се носи здравствената дејност. Во моментот, според податоци од Министерството па и од фондот, околу 2/3 од теретот на здравството е во клиничкиот центар, а вие добро приметивте дека приоритетот се постава на други периферни клинички центри надвор од главниот клинички центар. Сите заслужуваат внимание, што ги спомнавте и болницата во Кичево, клиничкиот центар во Штип, 8 септември како секундарно здравство. Меѓутоа, според мене да се на некој начин става во секундарна позиција значајот на клинички центар, мислам дека тука треба малку да се поместат приоритетите. Не мора да значи дека главен приоритет треба да не биде некој мултимилионски клинички центар, туку сметам дека инвестицијата пред се во функционирањето на клиничкиот центар преку реорганизација на клиничкиот центар е тоа што ни треба. Например, ние се наоѓаме пред обединување меѓу кардиологија и кардиохирургија, што би требало да биде наједноставното нешто. Ќе се случи ли тоа? Јас се надевам дека ќе се случи. Ако тоа не се случи, тогаш ние не можеме да очекуваме дека и другите клиники ќе се реформираат. Ќе ја направи ли поконкурентна кардиохирургијата Дефинитивно, тоа? дефинитивно, меѓутоа треба да го имаме поддршката од здравствените авторитети на овакви работи како што е соодветен кадар и соодветна инфраструктура таму кај што фали.
Не сум за тоа дека во моментот треба главниот акцент да биде на некој мултимилионски, мегаломански проекти на клинички центар. Најверојатно во некоја фаза ќе треба и тоа, меѓутоа во моментот ни фали да го направиме клиничкиот центар попристоен. Вие рековсте интервентен кардиолог. Првата асоциација за тоа е стентирање. Значи, има ли непотребно стентирање во Македонија? Има. Аха. Дефинитивно Ама има. во јавното И здравство? во јавното здравство има. И од тие причини е добро што Министерството за здравство превзема контроли. Значи, целиот овој процес не е насочен селективно кон приватните болници, туку овој процес е насочен на разбивање на таа мрежа што постои на непотребни интервенции. Значи, непотребни интервенции има во јавното здравство и е добро што Министерството ќе започне контрола и на овој дел. Повторно во интерес на приватни ентитети? Јас се надевам дека не би било. Јас се надевам дека Не за контролата, туку за тоа што непотребно се стентира. Дефинитивно и тоа мора да се контролира. Еден од главните проблеми на глобално ниво во здравството, значи не е само кај нас, е огромниот број на скапа технологија, на многу интервенции кои што се многу скапи и завземаат многу голема зачестеност. Значи, волуменот на тие активности е огромен и во светски размери на врвот на таа пирамида на здравство стои да се избегнуваат непотребни интервенции. Така да јавното здравство не е имуно на овој тренд, на овој светски тренд. На какво ниво според вас е интервентната кардиологија во Македонија? Одлично. Интервентна кардиологија во Македонија е на одлично ниво. Например, ние почнавме први во регионот пред повеќе од 30 години да третираме акутен инфаркт со интервенции. Во тоа време немаше стентирање рутински, имаше поединечни кај тие пациенти и во тоа време бевме први, да кажам, во светот што ги правевме овие интервенции без кардиохирургија во државата. И тоа во моментот беше малку на светско ниво примано со недоверба, меѓутоа за неколку години се испостави дека за да се прават овие интервенции и званично се воспостави тој стандард дека нема потреба од кардиохирургија за да се прават овие животно спасувачки интервенции. Така да овие процедури се прават одлично во повеќе центри во Македонија и тоа е најголемиот бенефит на пролиферирањето на интервентната кардиологија. Тоа е првиот аспект. Меѓутоа, вториот аспект, имаме непотребни интервенции кои што не мора да се прават и тука морам да кажам дека се менуваат и светските ставови. Бидејќи светските ставови сегашни, европски и на светско ниво, се дека кај стабилна состојба и стабилни стеснувања на артериите, најдобро е да се оди на конзервативен начин. Да не се третираат ниту со стентирање. Значи имаме одлични... Дори да откриете дека има одредени стеснувања, бидејќи сите имаме, и јас, и вие, и персоналот овде, нема човек што нема атеросклероза. И тоа не значи дека на секој треба да му се прави интервенција. Пред 10-15 години неочекувано ми се најави директорот на здравствениот фонд во Бугарија. Дојде на консултација, јас тогаш бев директор на кардиологија, да праша како успеваме фондот да не покрива стентирање во приватни болници, бидејќи рече во Бугарија се отворија тогаш 33 приватни, имаме населени места кај што повеќе од 50% од луѓето се коронографирани, а повеќе од 50% имаат стентови. Значи, тоа е реалноста. И мојот став е дека треба да се ограничи бројот и на инвазивни снимања, на коронографии, на инвазивни ангиографии, инвазивни компјутерски. Ви успева тој став да го наметнете кај колегите на клиниката? Кај колегите, кај колегите на клиниката успеа, меѓутоа за жал на државно ниво во Македонија се уште не сум сигурен, бидејќи се уште е тој број поголем од колку што треба. Кога зборувате за пионерски потези пред 30 години, дали за нив се врзани 230 труда со импакт фактор на платформата Web of Science и 13.650 цитати? Токму така. Значи, тоа се релевантните податоци, веќе имавте едно прашање за мојата мотивација, дека сум имал намера да ја оштетам на приватните. Во однос на академската активност. Нашата академска активност не се мери по однос на билборди, реклами, нарачани новинарски текстови во однос на одредени интервенции. Нашата активност се цени во тоа што публицираме во светот, што презентираме од сопствени резултати и тука ние многу лесно може да се споредиме
И колеги од јавното здравство и колеги од приватното здравство. Ние сите знаеме кој каков академски придонес има во медицината. И тоа ние меѓу себе многу добро си го знаеме. За жал, морам да признам дека и ова рекламирањето на приватните болници, според мене, добива едни несоодветни размери. Бидејќи ако го провериме и законот за рекламирање, ќе видите дека во тој закон стои дека може да се рекламираат само превентивни активности. А ние сме преоптеретени со огромни билборди на технологија. Тоа е бизнис, но тој мора да биде регулиран и ограничен од многу аспекти, но кај нас не е така. Прв принцип е, здравството не смее да биде бизнис. Ако здравството е бизнис, то не е здравство. Да. Точно. Да, и тоа е суштината за се. Постоењето на такви приватни ентитети е пред се нели да му донесат пари на сопственикот и затоа велам, да. Од една страна комерцијален ентитет, од друга страна сепак врши дејност која што мора да биде строго дефинирана и пододредени строги професионални и етички стандарди. Тоа е суштината. Значи, кога гледаме каков е односот на јавните институции, ние треба да знаеме дека јавното здравство си е субјект на законите кои што се однесуваат на јавното здравство. Меѓутоа, истите закони важат и за приватните болници кои што земаат јавни средства. Бидејќи имаше некои коментари дека не може да се обвинува некој од приватна болница за злоупотреба кога е приватен. Значи, тие се приватни, меѓутоа имаат десетици и десетици милиони евра годишно. Да. Од јавни пари. Конкретно и тоа за кардиохирургија и васкуларни интервенции, парите доаѓаат од фондот. Повеќе десетици милиони и за нив треба истите закони да важат. Ворете јавното здравство да биде субјект на ригорозна контрола, меѓутоа истата контрола треба да има и таму, бидејќи фондот за здравствено осигурување, кога плаќа на приватни институции, значи плаќа јавни пари и мора да контролира за што ги плаќа. Дали е за вас прифатливо да имате некое меѓународно осигурување и да треба да правите некоја интервенција, дали меѓународното здравствено осигурување нема да провери пред да ја плати таа институција, таа интервенција? Сигурно ќе провери, Сигурно, кај нас тоа е оставено на државниот санитарен инспекторат и здравствен инспекторат. Тие, за жал, колеги, не се компетентни за они, може административно да проверуваат. Меѓутоа, суштински не може десетици милиони. Имаше една многу добра новинарска истражувачка репортажа во која што се докажа во последните неколку години повеќе од 100 милиони евра се платени за приватни интервенции. И тој број од година во година се дуплира, триплира и никој не проверува зошто. Имаме намалување на популација, а имаме зголемување на трошок. Сега, господине Кедев, рековте, имаме одлична кардиохирургија, тоа е добра вест за државата, имаме одлична интервентна кардиологија, исто така одлична вест, но очигледно имаме и многу пациенти. Затоа што? Не живееме здраво? Дефинитивно. Нашиот народ не е спремен многу да инвестира во сопственото здравје. Мене ме радува фактот што помладите генерации имаат повисоко ниво на свесност и мислам дека е во растечки тренд тој соодветен однос према себе. Бидејќи ние ако не сме одговорни према себе, према сопственото здравје, тоа е многу тешко. Кој е број еден фактор за кардиоваскуларни дијагнози? Мајорни ризични фактори се пушење, покачен крвен притисок, шеќерна болест и покачено ниво на холестерол во крвта, значи таа дислипидемија. Тие се мајорните ризични фактори и за среќа ние можеме сигнификантно да делуваме на тие мајорни ризични фактори. Например, за хипертензија, јас повеќе го потенцирам тој факт, артериска хипертензија, кај многу, не кај сите, меѓутоа кај огромен број на пациенти ќе се подобри статусот на хипертензија ако драстично се намали внесот на сол. Значи, внесот на сол е еден од основните механизми на кои што можеме да ја контролираме хипертензијата кај голем број на наши пациенти. Да. Со пушењето не ни оди добро како држава. Имаше еден обид пред некое време, законот профункционира вака или така, не се пушеше на јавни места, но во меѓувреме се смени и сега практично пак речиси секаде се пуши во Македонија. Треба ли да се прави јавен притисок тоа да се менува? Сигурно. Јас сум голем поддржувач на тоа и сметам дека имаме ретроградни процеси тука. Имавме една фаза кога имавме еден добар закон кој што функционираше,
го почитуваа сите, или најголем дел од граѓаните го почитува, меѓутоа сега за жал се наоѓаме во една многу ретроградна фаза кога тоа не се случува. Ако видите во рестораните насекаде се пуши. Тоа е за жал многу несоодветно и кога можеше една Турција која што важи за колевка на култот према пушењето да спроведе таков закон и да го спроведува, ние мора да направиме нешто сите заеднички да се вратиме кон тие ствари. Има резултати во Турција? Дефинитивно. Во Турција, јас колку што знам, законот многу добро се спроведува. Што е со алкохолот? Тоа е многу деликатно прашање. Меѓутоа, од медицински аспект веќе се менуваат стандардите. Нашите препораки порано беа дека е препорачливо чаша до 2 алкохол, една за жени, 2 за мажи, и дека е дури може да биде поволно за кардиоваскуларниот систем. Последните препораки, значи ова се препораки што ги носи експертски конзорциум, базиран на медицина базирана на докази. И според тие европски препораки стои дека нема безбедна количина на алкохол што можеме да му ја препорачуваме на пациентот. Кај алкохолот проблемот е социјалната димензија на тој процес. И тоа е проблем и е многу тешко да се менува тој менталитет. Меѓутоа, според мене би било можеби најдобро секој да најде начин, бар ако не може да се откаже, да го намали внесот на алкохол и најверојатно во иднина, ако поживееме подолго, ќе доживееме дека алкохолот ќе биде третиран како пушењето. Најверојатно, бидејќи овие податоци потекнуваат од големите датабази, значи тоа се на стотици милиони осигуреници кога се анализираат. И овие се тие податоци. Кај одредени студии има најдено корисен ефект на црвено вино, например, во мали количини, тоа е неспорно. Меѓутоа, ако се видат големите датабази на стотици милиони луѓе, тогаш има не баш поволни резултати. Вие се напивате некогаш чашка 2? Па, порано сум конзумирал така чаша 2 во умерени количини, секојаш во умерени количини, меѓутоа неколку години сум на нула. Интересно. Така да воопшто не конзумирам алкохол. Тоа е поврзано со некаква конкретна ситуација или Не, на експедициите кои што одев, таму немало достапност на алкохол и кога е човек сам со себе на некој начин и сваќа дека што му треба, што не му треба, што е битно, што не е битно. И тоа сум сватил дека воопшто немам потреба од алкохол и така спонтано дојде сето тоа. Меѓутоа секој треба индивидуално да најде решение на тоа. И сега од овоја перспектива ги разбирам и луѓето кои што од религиозни причини не пијат, дека тие луѓе не е дека се многу религиозни па не пијат алкохол и се стегаат да не пијат, а им се пие, значи тие се одвикнати и не им се пие. А знам многу религиозни луѓе кои што соодветната религија не им дозволува алкохол, си конзумираат. Например, во Пакистан, на експедициите во Пакистан е предоминантно муслиманска земја, знам многу религиозни алпинисти од Пакистан кои што си пиеа алкохол. Добро. Сакам малку и за политика да ве прашам, сепак ова е информативно-политички форум, да речем пред се. Како го памтите тој период на ваш активен политички ангажман? Бевте пратеник во собранието од 2002 до 2006 година, така? Во меѓувреме во 2004 бевте и кандидат на ВМРО ДПМН за претседател на државата. Како го памтите тој период? Тоа е една фаза од животот која што ми е во пријатни сеќавања, бидејќи тие активности биле резултат на една лична интуиција и инстинкт. Значи, тогаш мојот ангажман не бил поврзан со одредени калкулации и математики. Значи, била една интуиција, инстинктивно вклучување во тие активности, што на некој начин ми го зголемиле животното искуство. Бидејќи тоа беше едно огромно животно искуство и сметам дека на крај личното искуство е нешто што е најважно во животот. Никој не може да ви објасни како изгледа да сте пратеник дома надвор, да сте кандидат за високи функции дома надвор, се додека не поменете низ тој период. Сакам да ве прашам конкретно за претседателските избори 2004 година. Дали кај вас можеби некојаш се родила дилема за тоа дека сте били употребен? Во која смисла? Без ваш активен ангажман во вториот круг, за да се постигне минималниот цензус, минималната излезност, немаше да се избере шеф на државата. Тогаш Бранко Црвенковски победи, еве да се присетиме на тоа. Дали мислите дека
на некој начин бевте употребен во тоа? Не, апсолутно не. Јас можам само да кажам каков бил мојот пристап. Мојот пристап е во животот да не се откажувам. Никогаш не сум се откажувал, посебно да започнам нешто и на полува пат да застанам, да се вратам со намера дека во некоја друга фаза ќе продолжам по тој пат. Значи, секогаш ја следам интуицијата и инстинктот и не се откажувам. Да, ако е на оваа истата линија, да речеме, актуелната председателка еднаш беше кандидатка, не успеа, се кандидираше втор пат. Предходникот, да речеме, исто така, еднаш беше кандидат, не успеа, пак се кандидираше, успеа. Зошто вие не прифативте да се обидете пак? Знам дека бевте во најтесниот круг на луѓе што се спомнуваа како потенцијални кандидати на ВМРО ДПМН за председателските избори минатата година. Тоа е индивидуална одлука. И јас го ценам тој факт дека луѓе и после пораз наоѓаат доволно енергија да влезат во предизвик и на крај да успеат. Тоа е многу позитивна човечка особина. За мене лично не е предизвик да одам во овој процес и од тие причини повторно, бидејќи не осеќам интуитивно и инстинктивно дека е тоа нешто што ми треба, бидејќи мојот сегашен животен стил, па и тогаш кога биле наредните можности, бил некомпатибилен со политичка активност. 2002 лидер на ВМРО ДПМН е се уште Љупчо Ѓоргиевски. 2004 кога сте председателски кандидат е Никола Груевски. Ме интересира, имате контакти со овие двајца? Па во моментот немам. Во моментот немам, меѓутоа никогаш не сум имал некои мајорни несогласувања и така да отсекош сум имал коректни односи со сите нив. А со актуелниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН? Да, исто. Јас сум го поддржувал и го поддржувам актуелниот премиер, бидејќи сметам дека политиките и можностите кои што може да ги направи може да значително да подобрат ситуацијата. Но имате контакти со него? Да. Добро. Председателката пред 10 дена на свеченост на која што ви беше врачен орденот 8 септември, меѓу другото рече дека тоа се прави поради вашите достигнувања во медицината, науката, спортот, меѓународниот углед на земјава, но и за македонската демократија. Како ја примивте таа одлука на шефот на државата? Па, за некој начин дојде како изненадување, бидејќи јас не очекував и не знаев дека таа комисија што ги доделува наградите воопшто разгледува таква опција, бидејќи никој ниту барал податоци од мене, ниту барал согласност. Меѓутоа, да, има луѓе сами си се кандидираат или собираат потписи да ги кандидираат. Да, и право да ви кажам, и не сум знаел дека постои таква награда. Знам дека председателот одликува, меѓутоа не сум ни знаел кои се тие форми на одликување. Меѓутоа во секој случај беше голема чест за мене актуелната председателка професор Гордана Сејановска-Давкова да ми ја даде таа награда, бидејќи таа награда на некој начин не ја доживувам како лична награда, туку како признание во однос на здравствениот дел на сите колеги со кои што заедно развивавме интервентна кардиологија. Бидејќи јас не ја развивав сам интервентна кардиологија во Македонија. Ние бевме еден помал тим кој што се знаеме многу добро и заеднички успеавме да направиме еден пионерски потфат во европски па и светски рамки во тој период. И ова награда е дел и за тие колеги, а потоа исто така и за колегите кои што се поврзани со мојата академска активност, овие сите трудови на научни достигнувања, клинички студии, презентирани дома и надвор, сите тие ја споделувам таа награда и со тие колеги. Најголем дел се моментално вработени во нашата клиника. Но во образложението беа споменати вашите постигнувања во алпинизмот. Ги искачивте 14 највисоки врвови во светот, над 8000 метри. Првото прашање би било, завршена е за вас таа мисија или ја продолжувате? Тоа е завршена, тие се нема повеќе. Генерално во алпинизмот. Овој проект на 14 врва над 8000 метри е завршен. Значи тие се, јас немам намера. Нов предизвик би било, пример има некои да одат по други насоки, да одат без кислород, да одат без шерпаси. Јас не сум во тој филм и сметам дека тоа е екстремен нерационален ризик, така да ова дојде спонтано. Јас не сум планирал никогаш
Не ми била цел да ги искачам сите 14. Тоа е сепак некакво постигнување во алпинизмот, Да, постигнување. Веројатно на колку луѓе има такви во светот? Па вака во однос на 14 нема дефинитивна фиксна статистика, бидејќи се испостави после искачувањето на вистинскиот врв на Манаслу, имав среќа да видам дел од таа експедиција на Имеджин Непал со Мигмаджи, после, не знам, 45 години за прв пат се качивме на вистинскиот врв. И тогаш се виде дека претходните околу 200 имаше луѓе што се искачиле на Манаслу, биле на тој Фал Самит. И тоа се прекина важноста на тоа искачување. И сега голем дел од тие луѓе што се живи, за жал некои не се живи, треба да го повторат. За Даулагири се таа е на исто од тие на 14 се испостави дека има повеќе врвчиња и дека некои не успеале да се искачат на вистинскиот врв. Значи и некои од нив треба да повторат. Така да тој број е доста мал, а е уште помал бројот кога се комбинираат 14 на високи врвови над 8000 и 7 врвови на секој на високи врвови на секој континент, така наречени Seven Summits. И вие тоа го имавте веќе претходно остварено, а последните два од овие 14 ги имате качено оваа година. Оваа година, да. Значи, сепак продолжувате со алпинизмот активно? Основно, значи тој круг е затворен, таа активност е според мене затворена, меѓутоа во животот се вика никогаш не вели никогаш, меѓутоа немам никакви конкретни активности, ниту пак амбиции на големите височини, бидејќи на секој од овие искачувања сум сметал дека ми е последно. Да. На секој сум сметал дека е последно, дека нема шанса да се вратам, меѓутоа постоело нешто интуитивно, инстинктивно што ме вратило на тоа. Единствен македонец, така. Има некој приближно до па до не знам, има со подвиг? неколку, има двајца кои што имаат 2-3 врва или 3-4 врва, не знам точно. Меѓутоа мислам до дека 14 не. значи далеко. И тука има многу доста тешки врвови, ви кажал, кои што се, например, Нанга Парбат за мене беше најтешкото искуство во Пакистан. Колку пати сте биле на ти со смртта? Па имало неколку блиски контакти. Најпрво на Канченчунга 2022 година, кога шерпасите го промашивме, бидејќи Канченчунга има 5 врвови, од кои 4 се над 8000, и ние стигнавме на врвот и да видиме дека тоа е Фал Самит. А вистинскиот врв беше 100 метри подалеку, веќе немаше времето се влоши, немавме и кислород. И во таа фаза, значи на 8400 јас го изгубив кислородот и имав така наречен close call. Тоа е, меѓутоа го преживеав тоа. И втор момент беше Нанга Парбат, спуштањето од Нанга Парбат, бидејќи на спуштањето немаме поддршка од шерпасите, значи ја носиме нашата сопствена опрема. И тука имав еден момент кога го поминав најтешкиот дел и на крај се опуштив дека тој Киншофер Wall го поминав без проблем. И сметав дека е готово, ќе се гледам во базниот камп, да на еден замрзнат сегмент и многу стрмен сегмент имав лизгање околу 30 на метри, меѓутоа за среќа имав двојна фиксација и едната ме задржа и го преживеав тоа. Тоа беше можеби најблискиот допир со ризикот од сопственост. И што ве враќа назад пак? Ме враќа назад фактот на отсуство на страв. И фактот дека во животот се враќаме во моменти кога ја зголемуваме на неверојатно ниво нашата свесност. А кога ќе го зголемиме нивото на свесноста, работите ги гледаме поинаку. Тогаш се ставаме во улога на сведок. Значи, сопствен сведок и гледаме дека ние сме многу повеќе од нашето тело, од нашиот ум и од нашата душа. Ние сме многу повеќе. Да не зборувам од нашите мисли и од нашите чувства, од нашите стравови. Тоа ли е вашата животна филозофија? Тоа е дефинитивно. Фактот дека ние сме многу повеќе од нашето тело, ум и душа, од нашите мисли и од нашите емоции. Кога ќе расчистиме со тоа, расчистуваме со стравот од смртта. Бидејќи се е многу пролазно. Ние на овој свет доаѓаме со празни раце и си одиме со празни раце. Спеам да ве прашам, верник сте? Да, јас сум верник и по религија сум
православен. Но многу пати зборувате за источник. далечно, азиските. Меѓутоа, сметам дека треба да се прави дистинкција помеѓу организирана религија и суштинска религија. И од тој аспект сметам дека нема потреба, пренагласувајќи дека нашата религија е најчиста, најстара, најмокина, тоа важи и за нашата, меѓутоа источните викаат се што потекнува од Индија, потекнува кинезите за кинескиот будизам, значи нивниот, јапанците за зен будизмот. Меѓутоа суштината е дека секој треба да си практикува сопствен пристап на религиозност, да си ја почитува својата основна религија, меѓутоа вразувањето многу за организираната религија понекогаш ни одзема енергија. Суштината е, бидејќи најдлабоката религиозност имаме внатре во себе. И сега кога сме на денешниот ден на Свети Климент, што е суштината, суштинското учење на просветителството на Свети Климент? Суштината на Свети Климент и во неговото учење е дека треба да служиме со личен пример на личниот живот, а не да збориме едно, а да живееме поинаку. И тоа е суштинската порака на Свети Климент. И тоа е и мојата порака. Се што правиме во животот треба да биде усмерено кон лично искуство, бидејќи личното искуство е тоа што вреди. Мислам дека е соодветно вака да завршиме. Благодарам за овој разговор. Благодарам. Јас уживав, се надевам и публиката. Почитувани, овде завршува 360 степени, до крај ќе видите нова саботажа. Јас ви закажувам нова средба в четврток. Пријатно. Ниту во една колективна дисциплина не сме стасале на толку високо место како во економската. Неверојатните незабележани успеси се толку значени што сигурно пловиме кон врвот. Иако барем засега не може, а да не бидеме задоволни со бронзата на европско. Растот од 3,8% е еден од највисоките во последните неколку години. Во споредба со земјите од регионот и од Европската Унија, согласно податоците за третиот квартал 2025 година, Македонија е на третото место по раст на БДП, при што повисок раст е забележан во Ирска и Данска. Овие податоци може различно да се интерпретираат, но звучат привлечно и се вистински магнет за работната сила, особено онаа од надвор. Сите поитеа кон Македонија, новото градежно Елдорадо, и тоа засега само на потегот кон Охрид. Во овој момент има 2500 вработени, од кои 2200 се странци, не се од Македонија. Главните изведувачи се странци, не се од Македонија. А главните подизведувачи треба да прашате кои се, затоа што е тајна. Ако се кријат подизведувачите, тогаш зошто да не се пикне под тепих и новото предновогодишно заборчување од 30 милиони евра? И тоа преку една од деловните банки. Никој не чул, никој ништо не видел. Владата обично своите потреби ги алиментира преку издавање на државни харти од вредност. Ова е веќе директно задолжување на владата од една од деловните банки во државата. На кој начин е тоа направено не ми е познато, но индикативно е, според мене, тоа зборува дека состојбите во државната каса баш и не се така розови како што сака владата да ги прикаже. И покрај тоа што никому не е јасно зошто, важно е да се шири мир и спокојство. Работите се под контрола и таа позитивна енергија мора да допре до јавноста. Оно кое што е важно за секој што не гледа е дали државата ги плаќа на време своите обврски кон сите. Да, ги плаќа. Добро, баш и не е така од тип. Прв пат откако постои, скенирањето на фискалните не беше исплатено во законскиот рок. Оправданието е прифатливо. Криви се тие, што го бовеле. Не можете вие да очекувате 7-8 години да не се надгради ништо во управата за јавни приходи и после толкав период вие да очекувате наеднаш сега да биде секако што треба. И на крајот, нема потреба од секирација ниту за пензионерите, особено ако со истоимениот фонд управуваат квалитетни кадри.
Пензиите и понатаму забележувам дека социјална и така натаму пензиите се економска категорија. Никогаш не биле социјална. Пензискиот систем апсолутно не е економската категорија. Концептот на пензискиот систем во Македонија е социјално солидарна категорија. Вие зборувате за мешан систем, точно е, но Македонија не применува таков. Што е важно дали е мешан или не мешан. Постои систем, додуша со неколку дупки во фондот, ама изгледа и во знаењето.